од владата, уште еден закон со европско знаменце, упорно кога стигнуваат законите од вас, кај оцена на финансиските последици од предлог на законот врз буџетот, секогаш имаме зголемување. Имаме начало на економичност, зборувате на сите телевизии, емисии, пресконференции, дека станувате поефикасни, ке стануваме поефикасни, упорно во секое законско решение, кај оцена на финансиски последици и процена на финансиски средства, за спроведување на овој закон ќе бидат потребни средства кои ќе бидат обезбедени од буџетот на Република Македонија за заекнување на капацитети на агенцијата, за членови на управен одбор, за членови на комисии, за од 69 и 70 од предлог законот за воведување и одржување на електронскиот регистар. И тоа не е се. Тоа не е се. Ме чуди една работа. Гледам има одредени одредби овде, само момент. Членот 65 одредува буџет, средства на работа на агенцијата и поделба на средствата за работа на агенцијата. Имате предвидено дека 100% од средствата од закупнина ќе припаѓаат на агенцијата. Имате одредено дека кога станува збор за спроведена продажба, купувачот е должен 7% да уплати на посебна приходна средба на депозитна сметка на агенцијата, а останатите 93 е должен да ги уплати на друга приходна сметка и да влезат директно во буџетот на Република Македонија. Овде во предходните ревизорски извештаи кои што се однесуваше на агенцијата имаше забелешка од ревизорите дека не е определен рокот. Сметам дека може би треба да се почитуваат ревизорските извештаи во истата одредба да биде наведен и рокот. Исто така оваа одредба сметам дека може би малку да биде проблематична затоа што одредувате 100% од закупнината да ја користи самата агенција, па може би треба во истиот член да се предвидат и рокови како ќе трае таа закупнина, затоа што вака како што е замислено, самата агенција ќе нема интерес да го отуѓи имотот, односно би одела на закуп, затоа што во овој предлог закон сте предвидели дека 100% од закупнината ќе и припадне на агенцијата. Имам уште една забелешка. Претходните извештаи кои доаѓаа од агенцијата за постапување со запленен имот, видовме и во пракса гледаме дека има многу често она што се запленува во Македонија се и дрвна маса, кое што исто така и средства кои што се користат за дива сеча, би рекол, трактори, помошни возила, приколки, жаги и така натаму. Гледаме дека во поделбата на средствата со овој предлог закон сте предвиделе дека по 2% од остварениот приход од секоја продажба на одземените предмети наместо во буџетот на Република Македонија сте предвиделе да се пренесуваат во јавното обвинителство, во Министерството за внатрешни работи, во Управата за финансиска полиција и Царинската управа. Сметам дека овде, не знам дали намерно или случајно, или може би вие ќе ми објасните, како оние кои што имаат, би рекол, голем допринос во детектирањето на кривични дела кои што се однесуваат на дивата сеча, кои што учествуваат практично во заштита на шумите и допринесуваат кон зголемување би рекол, на ваквиот запленен имот, а верувам дека тоа беа случаите во претходните извештаи, зошто сега сте ги заборавиле кога станува збор за распределба на овие средства? Затоа што, ако се сеќавам во последните извештаи, дрвната маса беше често спомнувата како предмет на заплена на агенцијата. Тоа би сакал да ми го објасните. Се разбира, имаме уште дел некои забелешки, меѓутоа еве ќе се обидеме да интервенираме со амандмани на второто читање. Во интерес на времето, тоа е за денеска. Благодарам.